Радовишките села Јаргулица, Подареш и Злеово поминаа тешка ноќ под црвениот пламен што немилосредно ја голта шумата на падините на планината Готен. Огнот се приближи до овие населени места, па граѓаните стражареа, но и гасеа колку што можат за да се ги заштитат домовите и имотите. Цела ноќ на терен имаше и пожарникари, припадници на Арама и на полицијата. Утрово над 250 лица се на терен и се справуваат со пожарот, што веќе втора седмица го менува правецот и гори на планината Готен. Заменик генералниот директор на Национални шуми Кире Михаилов вели дека од 5 часот наутро се дејствувало долж линијата на огнот, во должина од неколку километри, и засега ситуацијата била под контрола. За неполни 3 часа, од 5 до 8 часот, целата линија од над село Подареш до над село Злеово е ставена под контрола. Што значи, во моментов ќе останат сите наши екипи овде да ја наблюдуваат целата линија, ќе чекаме да се покачат дневните температури, да видиме што ќе се покаже, дали некаде повторно ќе има чат, меѓутоа тој чат и да се појави, ќе биде внатре во тој контролиран прстен. Најкритично во моментов е на планината Готен, но од страна на општина Берово. Од вчера е активиран и ЕУ механизмот за цивилна заштита, па попладнево ќе пристигне и помош од Словенија и Чешка за справување со пожарот на планината Готен. Денес во 18 часот на Скопскиот аеродром ќе слета еден чешки Black Hawk, моќен хеликоптер со големо ведро од 3,4 тона вода. Исто така на пат кон Македонија се тргнати 61, односно 62 пожарникари од Словенија со 18 специјални противпожарни возила кои што доцна во ноќта ќе пристигнат во Берово. И големиот хеликоптер Black Hawk и словенечките пожарникари ќе бидат упатени на гасење на големиот пожар на планината Готен од беровската страна. Денес на територија на државата има 15 пожари, од кои 4 се активни, 4 ставени под контрола и 7 се целосно изгаснати. Активни пожари има на неколку локации. 2 во општина Прилеп, од кои едниот е и кон општина Кавадарци, и во општина Македонски Брод.